Катанец на вратата стои на продавницата во пробиштипското село Пишица, а едно од поживите села во регионот и низ кое поминува и регионалниот пат Пробиштип село Трубиште. Над 200 жители од оваа село за лепи прехранбени производи мора да патуваат до Пробиштип или Штип. Нешто ја оставам тука леп, зимат по 10 лева, тука толку е, иначе другите се од наколните села зимат, од Жиганци, од Пробиштип, од Штип и така натам се снајгат сите кои како сака. Може. Колку километри патуваат? Па тоа е 2 километра до Жиганци, не е многу, али ипак камено се теже на местото. Животот веќе за никаде стана сега. Ама што да правиме? Не само продавница, туку и другите работи. Токму поради немање на основни услови за живот во македонските села, младите се иселуваат во најблиските градови или пак заменуваат во странство, вели Мирче Герасимов, кој пред неколку години поради постојани инспекции и казни бил принуден да ја затвори единствената продавница. Истата слика и во повеќето живи села во Брегалничкиот регион. Досетливи пак трговци во Штипскиот регион со комбиња еднаш неделно им доставуваат прехранбени производи. За сега земјоделието и сточарството е во рацете на повозрасните жители на селата. Има овде, во ово село има живот од земјоделието. И тоа добар живот кој знае да си го подреде. Не само од земјоделието, мислам и од сточарството. Арно, ама малку народ остана се повише стари. Нема младо население. Голем број од селата наликуваат на викенд населби, немаат ниту водоводна, ниту канализациона мрежа, а со вода се принудени да се снабдуваат од селските чешми или бунари. Последните анализи кои ги презентираше владата се дека 80% од територијата на Македонија се уште нема канализациона мрежа. Новата 10-годишна стратегија за рамномерен регионален развој мора да ги даде решенијата и да ја стопира миграцијата.